благодарам, почитуван председавач. Врз основа на член 149 став 2 уште еден предлог за комисијски амандман на Комисијата за европски прашања. Имено се работи за членот 46. Во членот 46, кој што е наречен извештај за активности, се предвидува дека годишниот извештај за работата на агенцијата, кој се доставува до Собрание на Република Македонија во согласност со прописите за заштита на личните податоци, задолжително содржи податоци за следењето на спроведувањето на одредбите на овој закон и на прописите донесени согласно закон, при што може да вклучува и листа на утврдени прекршувања и видови на изречени санкции. Предлог амандманот се состои во тоа: во членот 46 се додава став 2 кој гласи: извештај од ставот 1 на овој член се доставува до Собранието на Република Македонија најдоцна до 15 март во тековната година за претходната. Причините за предлагање на овој комисијски амандман веќе во Собранието неколку пати зборувавме за нив и ги елабориравме. Имено овде во Собранието ги имаме извештаите на судскиот суд и извештаите на јавното обвинителство и ги разгледуваме во 2022, а пристигнуваат извештаите за 2020 година. Стигнуваат овде во собрание со доцнење од 2 години. Затоа сметам дека е потребно, кога веќе во овој законски текст сме ги предвиделе на агенцијата и надлежностите и начинот на постапување, и сме предвиделе член кој што се нарекува извештај на активности, сосем логично е кај извештајот на активности да бидеме и да го поставиме и овој временски рок, затоа што извештаите кои што ги разгледуваме и од јавното обвинителство и од судскиот совет, верувајте, имаат само некои индикативни укажувања од тоа каде се движи, меѓутоа не знаеме колку се истите практични, колку може на нив да се делува со, да кажеме, со законски измени или со поажурно регулирање или постапување по однос на законите, затоа што практично разгледуваме извештаи стари 2 години, да не дојдеме во ситуација извештаите од агенцијата за овој закон кој што го донесуваме сега да го разгледуваме за 22 да го разгледуваме 24 или 25-та, токму од тој мотив предлагам да се додаде став 2 и извештајот да се достави најдоцна до 15 март во тековната година за претходната. Толку. Ви благодарам. Тоа е предлогот.